По 33 години комплетно се реновираше салонот на Македонската опера и балет. Заменети се осветлувањето, подлогата и седиштата. Новина е тоа што пред секое столче има LED екрани, каде публиката ќе може да следи превод на представата на 5 странски јазици. Според директорот на МОП Игор Дурловски, станува збор за столчиња со монитори, кои ги има само во неколку европски и светски театри. Моментално во Европа и пошироко има само 5 до 6 театри кои што ги имаат овие технички услови за следење на представите. Тоа се Виенска штатопера, операта во Тел Авив, Израел, Салцбуршки фестивал и уште неколку театри во Европа кои што ја имаат таа техника. Јас сум горд што сум дел од еден театар кој што исто така пружа услови, нуди услови на публиката како што нудат најголемите театри во светот. Дурловски најави дека по повод отворањето на реновираната сала на 12 и 13 октомври ќе се одржи голем гала концерт. За обновата на гледалиштето во Македонската опера и балет од буџетот на Министерството за култура се издвоени 62 милиони денари. Ова е уште еден од реализираните проекти со кои ќе се подобрат условите за работа во оваа национална установа, информираше Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Посебно ми е драго што претходно беше завршен и системот за грејење и ладење, за кој проект беа издвоени средства од 15 милиони денари. Имаше и голем број на други инвестиции во делот на сценската технологија и техника и механика на самата сала. За престојната сезона од МОП најавуваат околу 180 настапи, меѓу кои и светската премиера на представата Клеопатра, прошталниот концерт на групата Леп и Сол, како и мюзиклот Тајно моја, посветен на Тоше Проески.